Што беше тоа? Ме турна. А ти не сакаш. Па, јас се бранев. Ама сепак те бутна. Појак беше. Срам да му е, кој да бил. Последна проба пред излез на сцена. Покажете се, момци. Сега. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но немам. Сакам бебе алпина, но немам ни за дрина. Мамо, мамо, спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како лина. Мамо, мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам ја. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но немам. Пеење многу, пратење многу, играње многу. Се надеваме дека го импресиониравме жирито. Ке видиме, многу брзо. Тоа е тоа. Судиите ги преслушаа сите кандидати. Сега нив ќе ги пратиме во хотел, а судиите ќе ги заклучиме во една соба. Во една малечка соба, од каде не можат да избегаат, додека не одлучат кој оди понатаму. Притисокот станува неподнослив, не можам да издржам оваа тензија. Ти паѓа шеќерот, ти реков да го испиеш. Пред да продолжиме понатаму, правиме ретроспектива на она што веќе го видовме. И полека се подготвуваме за она што следи. Take a deep breath and relax. Куфери на секаде. Нормална работа со оглед на тоа дека се наоѓаме во главната туристичка дестинација Охрид. Списи, уште сме во Охрид, одмори душа. Кој од овие куфери ќе се замине дома, а кој сепак ќе остане понатаму? Дали може би овој куфер или неговиот собственик ќе добие да од стручното жири и ќе остане да се бори понатаму за македонски рол? Најнегативен кандидат е Коста, мојот цимер. Како што одиме од ден за ден, Коста секогаш вика јас крај, ова е крај, као не поминуваме, тоа е тоа. Што знам, не сум некој оптимист, мислам. Значи, секоја аудиција, кога треба да ни кажат што сме направени ствари, никогаш не сум позитивен на таа тема, што знам. А Ива го слушам дека рече дека сум негативен. Па така да, што знам, негативен сум, стварно. Не знам зашто, али немам некоја, не сум самоуверен, стварно. И ете го моментот каде што жирито во моментов одлучува. Да сакаш сега ајде ти да ги дознаеме резултат. Ајде. Влези да ги дознаеме резултатите, само малку, само ние двајца не го да кажеме на никога, ма те молам. Те молам. Ама девојките како го разучава? Тотално. Тотално. Добро, им 16 клучеци, али во однос на машките, девојчињата беа... Ма и они правеа кореографија, ме знаеш какви кореографии во градинка прават по... Не, абе, дали ти примети дека никој кореографија да слични? Тоа и тоа. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна. Ама те молам. Ама те молам. После ќе ги дознаеме резултатите. И јас мислев дека оваа ќе стигне во први 10. Бев убеден? Бев убеден. Не избореме за неа, дека она единствено имаше став колку изгледа. Одма ставеше раката тука и не гледаше в очи нас, можеше директно. Апропо принципиелноста која спомена, што стварно, еве мојата принципиелност тука. Сеќавате? Да, И дојде со бебето, човече, не знаев ни дека ја родила. Тука и беше беблачето. Да. Значи, сериозно ќе ви кажам, мислам дека
многу слаба традиција на правење млади звезди или од млади звезди и гајење и учење како во времето на Калиопи што се чували во твое време, тоа веќе одамна се заборавило. И мислам дека треба да се срушат годините и за ова детенце ми е мака, затоа што мислам дека тоа е идната тинејдж звезда. Паси, една да ти кажам, ќе му направивме нова дете против услуга, од јас почнав малку постара. Happy birthday, dear Igor. Happy birthday to you. Иги, По неколку часа затворени во собата. апропо, Заморот ги совлада судиите. Тони, Оваа девојка убаво пееше, денеска беше во првата група. таа има шанси повторно. Јас мислам дека она изгледаше така упорна, многу ми беше денеска на мчорести. Да, И овој не, овој не. Последни консултации пред одлуката. Овој може. Јас имам две, да. 75% од овие ќе се вратат идната година. Чичко Игор ти го кажа. А сега да ги пратиме дома, може? Може. Кандидатите ги поделивме во 3 групи и ги ставивме во 3 различни соби. Првата соба ја нарековме да соба и таму се поминатите кандидати. Втората е не соба и таму се кандидатите со кои се разделуваме. Во последната соба се кандидатите на кои им даваме уште една шанса. Таа е можеби соба. А како се справуваа нашите кандидати со неизвестноста? На секој сигурно му се врти само едно прашање низ глава. Ке поминам или не? Брзо ме срекните или не срекните? Уморни сме сигурни. Претпоставувам. Од многу нешта денеска можеме да сме задоволни, од многу нешта и не сме задоволни. Некои работи направија посрекни луѓе, а некои работи не разочара и буквално на момент имавме желба некои од вас и да ги натепаме. Кога ќе ве видам вака сите, со очекувања во очите, па ми паѓа уште потешко. Бевте добри. Бевте стварно добри. Но... Зашто ми не вакви улоги ме давате? Стално јас имам најтешката улога да ви кажам дека ви одите понатаму. Ние сме срекнати затоа што дефинитивно меѓу овие кандидати овде ќе го имаме македонскиот идол. А кој е тој, ке то знае? Джамбазов не е сигурно. Ни Тони, а ниту Калиопи. Бараме нешто ново. И додека кандидатите од да собата се радува и си честитаа, неизвестноста за останатите кандидати продолжува. Кандидатите од другите две соби ги слушнаа радувањата на поминатите. Мислат дека за нив играта е веќе завршена. Но вие знаете дека една од овие соби е можеби собата. Драги мои, она што ме фасцинира мене кај сите надпреварувачи денеска е тоа што во оваа Македонија има премногу талентирани деца. Знаете како има еден што носи добри вести, има еден што носи лоши вести. А која улога ја има Тони? Какви вести ке донесе? Неизвестноста станува неиздржлива. За жал, не одите понатаму. Но, знаете што? Од срце ќе ви заплодирам затоа што сте прекрасни.
Ариета, Самир, Сања, Валерија, Горан, Јана, Мија и Катерина. Едва ги дочекаа судиите. Ние сме сега пред собата на можеби и овие ги слушнаат аплаузите и радувањата на оние срекници од таа собата. И сега се потопално спомати. Но и на оние несрекници од низу. Добре, ти аплодираат. И сега не знаат што им се случува. Сега да видиме дали ги аплодираат, дали ги Шоу бизнес. Да видиме што се случува. Значи, ние направивме денешната селекција и ве поделивме вас во 3 соби. Во едната има 39, во другата има 23, а вие 8 висите. Вие сте биле одлични. Само со понешто сте не разочарани. Не сте сакале да бидете креативни, а сте можеле. Па затоа сите вие утре повторно ќе можете да покажете што знаете и нудите понатаму. И конечно, неизвестноста е прекината. Среќни вести за овие осумнина. Но има нешто што треба да им биде јасно. Само да ви го кажам ова. Она што ви го кажав пред една минута важи. Значи, вие сте, ако сте кај Калиопи на стаклени нозе, кај мене немате нозе. Значи, само се чека ваша грешка. Од утре па натаму. Одма одите дома. Одма, веднаш. А сега ви честитам. И повторно радување. Има добра причина за тоа, нели? А каков договор имаат Коста и Наталија? Пред секоја аудиција значи правиме опука со Наталија, дека нема да влеземе и должаме едно 500 денари, мислам. За разлика од атмосферата во можеби соба, овде е сосема друга ситуација. Калиопи се врати во не собата да поразговара со кандидатите. Ти имаш еден таков твој создаден свет, кој што е толку интересен, кој што ти тек допрва ќе си го надополниш со тоа што ќе ми ветиш дека ќе работиш многу повеќе сега на гласот. Они направија пародија контра слика на зајди јасно сонце. Не знаев дали да плачам или да се смеам. Сите вие. Ти не знам ако не родиш уште едно бебе меѓу време. Денеска знаете што се случи. Едноставно не излезе ништо. И повторно сосема спротивна атмосфера во таа собата. Честитките се уште траеа во најсреќната соба. Каков ден? Беше интересно. Но немојте да мислите дека следната сабота ќе биде помалку возбудлива. Пееа во десетки, пееа во тројки, а следната сабота ќе пеат соло. Да, следната сабота конечно ќе ги дознаеме финалистите. Оди па не гледај долу. Ај. За девојките, женските песни се Not That Kind од Анастасија, I'm a Like a Bird од Нели Фуртадо и Ружица од Каролина Вучич. И пред песни се намерно така одбрани да се во различни лаги, во различни тонaliteti. И пред да го вклучиме ненато, одиме со кратки реклами, драги мои. Која од песните беше оваа? А сега ексклузивните 3 песни за машките вокали. Јас имам силата Ѓоко Танев. Што е смешно? Добра, ако јас се можеби Left Dance, Bowling или ако неки би да, Фил Робин. Што се смислија нашите кандидати за соло пеењето? Имаш штивка строфа. Микрофонот го држиш близко. Треба да викнеш. Микрофонот природно, ќе го тренеш дале. А имаше и по некој совет во последен момент. Me too, you too?